Додека го одвиткувате хамбургерот од Макдоналдс, дали некогаш сте се запрашале за рацете што го направија, како е произведен и какво е неговото влијание врз планетата? За да го разбереме ова, треба да се вратиме во минатото. 1921 година, Канзас, САД. Волтер Андерсон и Били Инграм го започнуваат White Castle, првиот ресторан за брза храна во светот, со голема идеја – брза, едноставна, но и ефтина храна. Во тоа време тоа беше едноставно. Лескавици, леп и чиста куња што можеа да ја видат клиентите, бидејќи се сомневаа во квалитетот на брзата храна. Неколку децении подоцна, Макдоналдс ја промени играта, автоматизирајќи ги кујните и произведувајќи хамбургери побрзо од кога било. Набрзо им се придружија сенџирите како KFC, Burger King и Taco Bell, а брзата храна буквално стана начин на живот ширум Америка. Сепак, брзината има своја цена. Зад сочните хамбургери и крцкавото пилешко лежи скриена вистина, суровост и експлоатација. Во 2012 година се појавија шокантни видеа и извештаи за злоупотреба на животни во објекти кои снабдуваат големи синџири за брза храна, како Бургер Кинг и Макдоналдс. Болниот и повреден добиток кој едва е одел бил мачен со електрични палки и на нехуман начин. Овие практики беа јавна тајна, но малкумина имаа храброст да зборуваат за тоа. Како што велат, задоволен вработен, успешен работодавец. Сепак, поради успехот на нивните работодавци, работниците во овие индустрии често молчат за ниските плати, малтретирањето, повредите и психички и физички, како и за небезбедните работни услови без здравствени придобивки. Протести за минималната плата избувнаа низ Америка, а извештаите за малтретирање, небезбедни услови и повреди поради несоодветна обука сепак излегоа на виделина. Современата индустрија за брза храна не само што им штети на луѓето и животните, туку и на целата планета. Услужувајќи повеќе од 70 милиони луѓе секој ден во повеќе од 100 земји, Макдоналдс е еден од првите 10 корисници на палмово масло, природно поради неговата ниска цена. Огромните површини со тропски шуми, богати со биолошка разновидност, се расчистуваат за да се направи место за насадот на ова масло. Растителниот свет и дивиот свет, особено критично загрозените видови како орангутаните, го носат најголемиот товар од овие практики. Потоа, тука е пакувањето за брза храна, кое сочинува речиси половина од ѓубрето пронајдено на американските улици. За да се спречи стекување на масноти, многу компании за брза храна ја премачкуваат својата хартиена амбалажа со перфлороалкилни супстанци, кои се токсични соединенија кои штетат на животната средина и на здравието на луѓето. Индустријата за брза храна ја усоврши уметноста на зависност. Високото ниво на шеќер, сол и масноти предизвикува ослободување на допамин, истата хемикалија која ви дава чувство на задоволство по успехот или пријатно искуство. И само така, повторно ви доаѓа да јадете. Пакувањето е привлечно, храната е вкусна, но зад сето тоа стои машина што ја поттикнува вашата зависност, што доведува до голем број на болести, вклучувајќи дијабетес, срцеви заболувања, мозочен удар, висок холестерол, некои видови на рак, но и на помалку опасната дебелина. Модерната индустрија за брза храна стана повеќе од оброк. Тоа е глобална индустрија изградена на експлоатација на животните, работниците и животната средина. Но како што се зголемува свеста на потрошувачите, иднината на оваа индустрија ќе зависи од незината способност да се соочи со овие прашања на начин што ќе донесе долгорочни промени.